Благодарам, председателе. Почитуван председателе на комисија, на регулаторна комисија за енергетика. Дозволете ми да говорам малку за процентот кој што го имате ставено во предложената одлука, односно 0,042% од вкупниот приход на носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност е бројката која што ја барате за да се реализира буџетот на агенцијата. Се обидов тоа да го претворам во бројки, односно што всушност очекувате да овие носители на лиценци инкасираат од граѓаните, за да вие можете со вашите 0,042% да имате 53 милиони денари приходи од надоместок од друштвата кои што вршат енергетска дејност, како што самите кажувате во финансискиот план кој што е на следната точка на дневниот ред. За да овој процент е еднаков на 53 милиони денари во вашиот буџет, тоа значи дека овие компании од граѓаните на Република Македонија ќе наплатат 127 милиарди денари. Прво се збунив кога Дигитронот ги покажа 1,27 како износ по 10 на 11. Не ми беше јасно како може толкава бројка да се наплаќа од граѓаните без при тоа реално да им се даваат услугите кои што им се потребни, што е факт. Или претворено во евра, тоа се 2 милиарди и 70 милиони 94.000 евра кои што овие компании ги наплаќаат од граѓаните на Република Македонија. Господине председателе, тоа се безобразно многу пари. Значи, доколку сте свесни дека е толкава сумата, треба како прво да испитате дали за тоа што го наплаќаат вистински ги доставуваат потребите на граѓаните. Дали си ги исполнуваат обврските за да толку многу пари наплатат од граѓаните на Република Македонија, кои што и така едва врзуваат крај со крај во последниве години. Да нема забуна, само ќе напоменам дека од 2006 година па до денес производната цена на АД Елем со ваш амин е зголемена за речиси 90%. Цената за пренос на МЕПСО е зголемена за 262% во рок од овие 6 години. Цената за дистрибуција на ЕВН е зголемена за речиси 90%. И сите овие пари, сите овие зголемувања излегуваат од джебот на граѓанинот. Зошто за и оние институции кои што треба да се грижат да граѓанинот не биде злоупотребен, тоа не го прават? Зголемувањето се оправдуваше секогаш со некои наводно големи инвестиции, меѓутоа секој граѓанин е свесен дека некакви големи инвестиции во било која од овие мрежи нема. Дека е тоа така докажува и фактот дека постојано има испади во производните капацитети, исто и во преносните и дистрибутивните капацитети на овие мрежи. Она што навистина е симптоматично во изминатиот период е работењето на топлификација. Во изминатите 6 години постојано се зголемува цената на топлинската енергија, се намалува квалитетот на испорачаната топлинска енергија и има енормно загадување кое што го предизвикува топланата Запад. И сепак, оние државни органи кои што треба да реагираат на ова, не го прават тоа. Ке почнем од фактот дека граѓаните добиваат сметки не врз основа на реално потрошена топлинска енергија, туку врз основа на паушал. И тоа е нешто на кое што вие ќутите и не реагирате. Кај голем дел од потрошувачите на топлинската енергија, иако согласно правилникот за услови за снабдување со топлинска енергија температурата во становите треба да е на 21 степен Целзиусов, во текот на зимата тоа апсолутно не беше случај. Луѓето живееа и на 10 до 12 степени Целзиусови, мрзнејќи се под кебиња, иако во текот на цела година плаќаат за топлинската енергија. Исто така загрижува фактот што голем дел од потрошувачите на топлификација се исклучуваат од нејзината мрежа и при тоа дозволувате топлификација таа потрошена енергија да ја стави на оние кои што останале во мрежата на топлификација. Или да го земам како пример мојот влез во зградата, истиот има 27 стана, во кои што посебно во овој зимскиот период оваа година, 13 од нив се исклучија
од користење на мрежата на топлификација. И трошокот за таа топлинска енергија ќе ја плаќаат останатите 14 станови кои што се уште ја користат мрежата на топлификација. Навистина не можам да сватам каде е тука логиката и зошто и покрај тоа што 5 месеци наназад веќе се говори за таа тема, никој не превзема ништо да тоа се изрегулира. Исто така загрижува фактот што мерните уреди кои што се на излезите на топланите се во неисправна техничка состојба, иако производителот на топлинска енергија согласно Законот за метеорологија и Правилникот за метеоролошки услови е должен да поседува мерни услови и истите да ги задржи во технички исправна состојба, со што би се добиле точни податоци за произведените количини на топлинска енергија, што е реален мерлив показател за потрошената енергија. Навистина не ми е јасно како и покрај тоа што самите сте свесни дека овие компании ќе наплатат 2 милиарди евра од граѓаните на Република Македонија, не сметате дека треба редовно, континуирано и целосно да ги проверувате што и на каков начин работат. Она што сметам дека треба да го разгледате како опција е или да си го намалите процентов кој што го земате, или пак доколку веќе стоите на оваков процент, да им ја намалите цената на овие производители на енергија, и на топлификација, и на ЕЛЕМ, и на МЕПСО. Навистина сметам дека нема логика во ваква економска криза, во волкава немаштија кај граѓаните, 127 милиарди денари или 2 милиарди евра да одат во нечии джепови и при тоа државните институции за тоа да молчат. Затоа се надевам дека доколку владачкото мнозинство како и секогаш ви ја изгласа одлукава ваква каква што ја предлагате, ќе имате доблест во наредниот период да побарате од овие компании да ги намалат цените на услугите кои што ги даваат на граѓаните. Благодарам.